Добар ден, гледате Аргумент. Добар ден и за мојот гостин, Валентин Пепелјуговски, адвокат. Добар ден. И благодарам на поканата. Благодарам што сте тука. Прво говориме за Кочанската трагедија. Родителите се револтирани. Денеска имаше комеморација, но комеморација во собранието после 1 година од трагедијата. Се сеќаваме сите добро, колективна меморија се уште има дека заради стравување, така наречените стравувања, тоа беше образложението за политизација, заради тоа немаше комеморација, но разочарани се од институциите, родителите знаете и сами, и можам да цитирам мајката зошто денеска беа разочарани од однесувањето на пратениците, една од мајките, Габриела Наунова, мајка на загинатата Надица Наунова. Таа вели, очекувавме меѓу другото. Вели, очекувавме барем за секое дете по 2 минути да одвојат со текст, што мислевме дека им е даден на институциите, бидејќи на сите институции им е пренесено, вели таа. Но за жал, ниедно дете не беше удостоено, споменато со име и презиме. Само кратки зборови и правдања. Да. Мислам дека со право реагираат родителите. Да. Прво, комеморацијата после 1 година по мене нема никаков ефект. Да. Иако во народот се зборува нека биде забавено, да не биде заборавено, но ми се чини дека во овој случај тоа не може да се примени. Од друга страна, толку кратка комеморација, да, комеморациите се кратки, меѓутоа на комеморациите се зборува и за жртвите. Ако ништо друго, треба да ги споменете нивните имиња и презимиња и да кажете кои се. Затоа се всушност комеморациите, да има некоја слика за сите нив. Точно е дека се многу, меѓутоа на крајот на денот им го должиме тоа, ако на родителите во секој случај, меѓутоа и на тие деца кои што загинаа заради институционалната немарност. Со име и презиме. Да. Тие институции, виновниците се со име и презиме. Точно така. Со име и со презиме. Значи тие деца загинаа заради институционалната негрижа. И корупција. И корупцијата на системот. Да. Корупцијата меѓу поединците, ќе си ја истражи судот, обвинителството и судот и ќе се докажат тие работи. Иако јас лично мислам дека процесот се води во погрешна насока од самиот почеток. Да, тоа е моето прашање и можете да влетате веднаш со ваш став, оценка. Родителите се револтирани и скептични заради одолжување на судскиот процес, заради, како велат тие вистинските виновници не се на обвинителна клупа. Конечно има само едно обвинение и тоа се забелешките и критиките. Да, сите тие работи држат, знаете, концепцијски некој кога го спремал тој предмет. Добро. Концепцијски ми се чини дека тргнал во погрешна насока. Јас многу одавна зборувам дека нашето судство, нашите процесни закони се така скорени да вакви гигантски спорови тешко може да дојат до крај. И до правда. И до правда. Да. Ако се вратите наназад, во нашата понова историја, почнувајќи од Змиско око, од не знам, други спорови, ќе видите дека на крајот сите тие се разводнеа и немаше никаква завршница, немаше осудени лица или беа осудени еден двајца од не знам таму од 20-30 кои што биле обвинети. Баш заради таа работа ми се чини дека требаше да се направи да се направи друга стратегија, а не на ваков начин да се Значи ми се чини дека требаше да се тргне од оние кои што имаат непосредно учество и непосредна вина, директна вина. Да. А не овие другите. Ако го следиме овој принцип на индиректна вина, вака како што е овдека поставено, ние во секој случај во Македонија
можеме да го одолговлекуваме и никогаш да не го завршиме. Од друга страна, се прашувам дали можеме во услови кога нашите институции се такви какви што се, преполни со неспособни луѓе, со партиски кадар, со еден точно збор, така, со луѓе со кои клиенти. чие што знаење и умење е најмалку дискутабилно. Значи најмалку дискутабилно. Ајде да не бидеме толку груби и оштри, а меѓутоа можам да кажам дека во таква ситуација секој раководител може да се доведе во една положба да биде на обвинителна клупа. Иако можеби не ни сонувал дека некој случај утре може да се извади од некоја фиока или да некој да најде дека потпишал некое решение, некоја одлука и така натаму и така натаму. Значи ова е вашата порека до новиот државен јавен обвинител, Ненад така може да се протолкува Ненад Савевски, за кого не гледаме критики во јавноста, но она што е важно и за кое вие говорите е дека треба да се зафати токму со тоа, со прочистување на јавното обвинителство. Да, воопшто на обвинителството. Воопшто на обвинителството генерално, значи таму не се само обвинители, таму има истражители, таму има администрација, таму има стручни соработници и така натаму и така натаму. Значи во принцип мојата порака е прво што треба да направи да види што стои во фиоките. Значи, знаете, пред извесен, пред десетина години на еден директор која дојде на функција на една институција, јас тоа му го порачав јавно пред неговите вработени. Не го направи тоа. Сите се плашат од таа работа. Не знам зошто се плашат. Не знаете? Навистина ли не знам, знаете, јас кога би дошол на една таква функција би рекол извадете надвор што ви чека, да видиме зошто ви чекаат предметите. Интегритетот е во прашање. Сигурно, можеби не сум јас крив, знаете, многу во обвинителството, тие многу работат со други органи. Можеби чекаат таму предметите. Добро. Па, праќаш еднашка ургенција, праќаш 2 пати ургенција, праќаш 3 пати ургенција, не ти одговараат. Треба да се направи вештачење, а немаш пари да го платиш вештачењето. Па не се тие магионичари, знаете. Од друга страна, државата треба да им створи нив услови за работа. Ресурси. Значи, условите не се само платите. Да се разбереме, платите се најмалата, за мене, најмалиот проблем во овој случај. Ако се сеќавате, еден јавен обвинител се дрзна, односно се одважи да каже дека обвинителството работи како во првобитната заедница. Нема интернет, нема средства, нема компјутерите им се застарени и така натаму. Како вие во денешно време можете да работите со таква опрема? А зборуваме од друга страна за дигитализација. Идејата е да не се работи, Пепе Љубовски. Јас тоа не можам да го разберам. Ако некој се нафати некаде да биде, мислам дека е најмалку што треба да направи е да биде чесен према себе си и да каже, слушај, јас нема да го работам ова, ајде можеби некој друг ќе работи. Знаете, во денесно време многу слушам, па која будала ќе работи за тие пари, и онака и овака јас ќе работам. Па излези, барем биди доблесен, излези, дај им шанса на некој друг. Можеби некој друг кој што ќе седне на тоа место, ќе работи многу подобро за истите тие пари. Значи не е се во парите на крајот на денот. Да, парите се средство и за живот и за работа и сето тоа, меѓутоа има нешто што се вика чест, образ, професија. Добро, значи ова е пораката и до Савевски, но и до денешното писмо соопштение на јавните обвинители, на јавното обвинителство, на обвинителите, околу намалувањето на нивните плати, нивниот протест кон владата и кон Уставниот суд. Да, во последно време многу зборуваме за платите воопшто во правосудството и мене ми од една страна драго што се зборуваме, а од друга страна па политичарите исто така треба да се запрашаат дали ги заслужиле тие високи плати кои што ги имаат. Јас лично сум поборник за тоа да функционерите, значи и луѓето во правосудството, значи обвинители, суди, истражители и така натаму, соодветно сите оние кои што се во
во тој систем, јавните правобранители, односно државните правобранители и така натаму, да имаат повисоки плати. Значи, не сум поборник на тоа да има. Меѓутоа, сум поборник на тоа да има многу помал број на обвинители, правобранители и суди, а да има поголем број на стручни соработници, истражители, советници и така натаму. Така е конципиран, така се конципирани овие органи на Запад. Значи, нас не ни фалата и да гледате по број суди и обвинители, по она што е предвидено, не по она што е пополнето. Иначе, ние пополнувањата на овие органи се страшно во мал процент, околу 50%. Но, прашањето е дали ги заслужуваме и тие толкави плати кои што ги имаме, затоа што некој рековме не работат. Ајде да видиме, затоа викам, отворете ги архивите, отворете ги фиоките. Да. Па на крајот на денот отворете ги компјутерите каде што ги делите предметите и видите зошто овој предмет кој што е од 2021 година се уште не е решен. Еве денови се излезе со еден податок за некој судија, окей, веројатно во новинарите шпекулиравте за кого се работи, дека решавал предмети Ѓоко Ристов. Да, веднаш ќе дека решавал предмети кои што биле подоцнежни, а овие другиве чекал да застара. Па зарем само тој има увид во тие предмети? Зарем само тој има увид во работата? Зарем не оди судскиот совет да прави контрола? Зарем не оди по високиот суд, Врховниот суд, да прави контрола на работата на пониските судови? Кој јас колку што знам, судиите од апелација одат и прават контрола на работата на пониските судови, на основните судови. Не прават контрола. Тоа е идејата. И треба да видат и да прашаат зошто овие предмети сега ги решаваат или не. Или јавна тајна е дека се решаваат по предмети кои што се полесни, условно кажано, ако навистина има такви, и за да бидете избрани во повисок суд, тогаш вие ги решавате тие предмети, имате норма, имате добар резултат, а од друга страна овие тешките предмети ги тргате на страна, ги чувате и тука ќе дојде некој друг. И кога ќе дојде некој млад судија, дај му ги сите предмети на тој млад судија, тој да ги решава тешките предмети. Значи, суштината е, што сакам да кажам, има многу честни судии, многу работливи судии, многу судии кои што знаат правото, со интегритет и така натаму, лојални на оваа држава, на системот и на се, не на партија, на систем, на држава и така натаму. Тоа е таква реткост. Да, реткост. Меѓутоа, на тие судии треба да им се пружи поголема шанса и тие судии треба утре да преовладаат, а не да преовладаат овие другиве кои што да речам калкулираат ако ништо друго и на одреден начин се гледаат само себе си, а не се гледаат нити интересот на тие на кои што им го раздаваат правото, ниту пак на државата или граѓаните. Впрочем и на фирмите. Да. Добро, да се испита и потеклото на имот, предпоставувам дека ви е еден од критериумите кога би настанало некакво расчистување во правосудниот систем, кога говориме за заробеноста на судството и на правосудството. Воопшто, ако видите што се случува со ДКСК и со потеклото на имот. Значи, јас не сум чул дека нечи имот, ако не се води некоја постапка, не е под лупа. Значи, функционерите пријавуваат имот. И судиите, и обвинителите, и правобранителите пријавуваат имот. Но потеклото е проблемот. Проблемот е зошто никој не го испитува. Никој не рекол, се знае колкави се платите на судиите. Се знае колкави се платите на обвинителите. Зошто никој не рекол, од каде овој судија има сега 10 стана? Може би, или, не знам, има 4 луксузни коли, или има, не знам, часовници кои што вредат многу пари. Значи, од каде се тие? Тајте луѓе може би ги наследил.
Јас не викам дека е секој криминалец. Меѓутоа, треба да се испитуваат. И тоа е така, знаете, ако се судиите избрани со доживотен мандат кај нас, што исто така мислам дека е лошо, мислам дека дискутабилно, требаше да има еден, односно два реизбора и после тоа да се оди на тој доживотен мандат. Ако е така, а така е, зошто во тој нивен мандат ниеден од нив не стигна да се каже еве Валентин Пепелјуговски го истраживме неговиот имотен лист и констатиравме дека се во ред. На крајот на денот да ги ослободите треба од негативната перцепција некој од тие луѓе и точно да се знае сами да се ослободат. Сами да се ослободат. Да. Значи, да. Или еве се конкурира за промоција во повисок суд и така натаму. Зошто самите да не ги отворат листите? Отворите ги самите листите, не е ништо страшно. Да. Или дајте вашата биографија, дајте ги биографиите на увид на јавноста. Да. Зошто треба да се бара биографијата? Па да видиме дали е тоа навистина што е дадено навистина некој го направил ако се работи за биографија или не го направил. Знаете, а од друга страна кај имотот уште повеќе. И сето тоа, меѓутоа, ми се чини дека ниту една од политичките гарнитури не сака тоа да го направи и не сака тоа да го спроведе, затоа што после ако тоа се случи, веќе нема да може да ги држат за врат, што викаат, или за робени, да биде. Тогаш ќе се ослободи судската власт. Ама мора сама тоа да го на крајот на денот тие мора сами да ги барат. Ако ништо друго, тие имаат своји здруженија, има здружение на суди, има здружение на обвинители. Но ако тоа не го сторат, власта ја има обврската да создаде еден демократски амбиент, а не постојано да говори дека вината е во претходната власт, дека судството, правосудството е независно и не смее да се мешаат, но ова не е мешање. Ова е создавање, креирање на демократски амбиент. Ова е креирање на демократски амбиент и од друга страна почитување на законите. Да. Владење на правото е тоа, не е нешто друго владење на правото. Да. Ние сме ги донеле тие закони и штом сме ги донеле тие закони, вие сте се согласиле, сте ја подпишале изјавата кога сте избрани на одредена функција или кога сте избрани како судија, како јавен обвинител, како правобранител и тоа мора да се почитува. Ајде околу разочареноста на Ленче Ристовска обвинителката и еве ова ни е еден од аргументите всушност за заробената држава за која таа јавно проговори откако премиерот Мицковски јавно соопшти дека таа не е влезена во најтесниот круг на 4 обвинители, после што беше избран и Ненад Савевски. Но она што е проблематично исто така е дека обвинителите дадоа 4 имења на владата. Практично отворена врата владата да биде таа која ќе ги бира, а не обвинителите, самите тие. Ајде прво од последно прашање, од констатацијата. Значи, тоа многу зборува за амбиентот во фелата. Знаете, како некој да се плаши да каже дека сте вие подобри од мене или не. Во ред, може да се случи и навистина, овој пат имавме 4 многу јаки кандидати. Јас сум многу среќен што за прв пат видов 4 јаки кандидати за јавен обвинител. Факт е дека и Ленче Ристовска тука со право беше најдена, реагираше. Ми се чини дека секој кај нас си дозволува да етикетира и уште повеќе во постапката да се меша. Знаете, ако се оди во Страсбург, прва работа што ќе речат тоа е мешање, ако ја дадете таа изјава, прва работа што ќе речат е мешање на политиката. Па извештајот на Европската комисија говореше токму за тоа. Точно така. Значи, нашите политичари треба да сватат дека едноставно треба да се воздржуваат од одредени коментари. Еве, например, ја спомнавте изјавата на премиерот, а од друга страна, вчера или завчера кога беше, ја гледав изјавата на портпаролот. Портпаролката многу на владата, Марија Митева? Да, на многу убав начин дипломатски
кажа се што требаше да каже. Значи, не дезавуираше ниту еден кандидат, иако ни може би е јасно што се случило, меѓутоа кој сака да знае што се случило, нека побара како транскрипт од седницата на владата и да види каква била дискусијата, дали биле ставени, не биле ставени и така натаму. Меѓутоа јас ќе кажам, значи сите тие 4 кандидати, тоа е моје лично мислење, заслужуваше секој од нив да биде избран за јавен Но не и обвинител. Ленче Ристовска која веднаш беше исфрлена од таа група. Тоа е, пак ќе кажам, Без официјално образложение. Без официјално образложение, значи за да ни се потврди таа констатација треба да добиеме некој доказ од владата. Иако претпоставуваме дека е така како што Ленче и укажа. Но да не биде дека предложениот кандидат, мислам дека и како заслужува на Ненад Савески. За Ненад Савески, да биде избран за јавен обвинител. Добро. Според мене многу малку во медиумите се обрати внимание на една работа, а тоа е тој бил и обвинител и судија. Тоа е многу битно дека од двете страни на медаљата ги гледа работите. Значи, вие кога сте адвокат, на еден начин ги гледате работите, на друг начин ги гледате како судија. Истото и како обвинител и како судија. Сега тој ќе биде привилегиран да знае што им фали на обвинителите во нивната работа, во припремањето на обвиненијата и така натаму, за да може со право да им укаже каде да ја подобрат својата работа. Нефункционалноста ја познава и во судството и во обвинителството. Знае, бил и таму и таму. И сега точно може да укажува, се разбира, ќе биде хендикепиран бидејќи нема многу да може да направи околу создавање на свој тим, бидејќи некој друг му го бира тимот во обвинителството, знаете како, иако тој е строго хиерархиски поставено, меѓутоа од друга страна Советот на јавни обвинители тој кој одлучува. Така да, меѓутоа ми се чини дека со една енергија неговата биографија дава за право, тој гледам има и позади себе и стручни трудови пишувано и така натаму, исто така и предаваче на едукаторе на академијата, тоа ми дава за право да верувам дека ќе, ако ништо друго, не да створи чуда, знаете, да се бори да колку што може повеќе од тие што не заслужуваат да бидат во обвинителството да ги тргне на страна, колку што може повеќе да придонесе за поголем ред работа и дисциплина, од аспект на тоа да нема предметот пред 10 години да стои, а некој предметот пред 10 дена. Зошто? Затоа што се јавил некој судија на уставен суд или некој политичар одваму, па сега ајде да ги забрзаме тие таквите предмети. Не, тоа би требало се знае точно како се дава приоритет на одредени предмети и зошто се дава тој приоритет. Значи, да имаме образложение, и тоа образложение да држи за утре кога, ако јас сум го поднел барањето, вие ако поднесете барање и за вашето исто да се одлучи, ако отприлика се... Значи, да има една конзистентност, а не на тоа дали е од една партија, од друга партија, дали е... Наш или ваш. Наш или ваш. Да. На крај сме благодарам што бивте гостин. Благодарам и вас. Благодарам што ме гледавте, пријатно.